ниедно од министерствата не се спроведува никаква понатамошна работа или конструкција во однос на самиот проект. Сега, како што и самите споменавте, веќе неколку месеци работи работна група од специјалисти и стручњаци кои што прават темелна стручна анализа за различните аспекти на овој контраверзен проект. Бидејќи се работи за голем број на објекти и споменици, бидејќи тие се изведувани во различни државни институции и во различни органи на централната и локалната власт, измешани се надлежностите, се јавуваат непознат број некогаш дури и на донатори и иницијатори за нивно поставување, ние решивме, односно работната група дојде до заклучок на сите објекти да им се пристапи поединечно. Во таа смисла и работната група имаше респект кон јавното мислење, па еден од првите елаборати кои што ги изработи беше токму за споменикот на Ќосето, а во периодот кој што се следуваше подготвија уште 3 други елаборати за скулптуралната композиција, за споменикот Воин на конј и за така наречената триумфална, односно Порта Македонија. Понатаму, работната група продолжува во динамика со истата посветеност и деталност да ги изработува елаборатите. Откако се смени власта на централно ниво, откако дојдоа нови власти во градот Скопје и во општината Центар, се смени и целата клима и таму, и одеднаш од ситуација на затвореност ние добивме сигнали на желба заеднички да расчистуваме со овој проект, така што и во рамките на тие органи на локалната власт се формираа внатрешни групи кои што од нивен аспект, односно ги проучуваат документите кои што се во нивна надлежност. Ние имавме и имаме постојана координација со град Скопје и со општината Центар и во овој момент ние им ги предадовме елаборатите и констатиравме кои се прашања треба меѓу другото и тие да ги погледнат, и тие треба да ги отворат документите кои што досега беа непознати во јавноста и да ги истражат во детали и да видат кој дел од постапките, од процедурите, од надлежностите се прекршени и во рамките на она што се надлежности на тие општини, односно на градот Скопје. Во секој случај, работната група за Скопје 2014 ги анализираше аспектите за кои што и вие говоревте. За идеолошкиот бекграунд на проектот, за спорноста на одредени споменици, за спорноста на конструирањето на идеолошкиот дискурс, меѓутоа се задржа и на целокупното всушност прекршување на Уставот и законите, едно комплетно дерогирање на правниот систем, злоупотреба на поделбата на власта и прекршувањето на неколку закони, пред се на Законот за споменични обележја и Законот за урбанистичко планирање, така што самите елаборати содржат, меѓу другото, и предлог мерки како тоа да се постапува понатаму. Најчесто препораките се во насока на дислокација или отстранување на дел од овие објекти и споменици, односно враќање на првобитната во нивна првобитна состојба. Се разбира дека постапувањето по однос на нивните препораки треба да се усогласат и со самите процедури на надлежните институции. Значи, Министерството за култура се јавува како изведувач, односно како финансиер на овие објекти, а додека градот Скопје или општината Центар имаат ингеренции или надлежности за нивно отстранување. Но многу е битно оваа процедура на евентуално отстранување да биде што попрецизно изведена и повторно, согласно законот и процедурите, за да не се соочиме со ситуација таа процедура да биде оспорена од страна на авторите, од страна на иницијаторите,
од страна на некогаш кога се јавуваат донатори, за да не може, нели, она што ни е за нас најбитно, да не се генерира и дополнителна штета по буџетот на Република Македонија. Исто така, одлуката што понатаму со овие објекти генерално не смее да представува дополнителен товар на буџетот на граѓаните и не смееме да дозволиме да создава нови непродуктивни трошоци или финансиски тешкоти, имајќи ја предвид економската состојба во која што се наоѓаме. Покренувањето на сценаријата за отстранување се разбира ги доведуваат во прашање и безбедностните аспекти и возможноста на една таква интервенција. Претпоставувам дека во ситуација во која што, нели, цел град се гуши во прекумерно загадување, една таква акција во овој период, во зимскиот период, не би била паметна, особено затоа што ќе се ослободат многу штетни честици повторно во воздухот, а во одредени моменти го испитуваме и квалитетот на бетонот, арматурата која што е вградена, го испитуваме и подземниот катастар, за да видиме дали воопшто може безбедносно да се изведе таква дислокација. Во таа смисла, да одговорам и на вашето второ прашање, утврдивме дека за споменикот на Ќосето надлежни се двете единици на локалната самоуправа, општина Центар и градот Скопје, бидејќи постаментот го поставува општината Центар, а споменикот, односно бронзата, е поставена од градот Скопје. Во таа смисла и двата, значи евентуално кога би се донеле решенија за дислокација, за отстранување, такви две решенија, согласно она што досега го утврдивме, читајќи ги административните процедури, би требало да го донесат советите на градот Скопје, односно општината Центар. Се разбира дека секоја идна позитивна акција во тој поглед од градот или од општината треба да ја земе предвид и забелешката на специјалното јавно обвинителство, кое што вели дека отстранувањето треба, евентуалното отстранување да се врши на таков начин што нема да представува уништување, затоа што споменикот на Андон Ќосето, меѓу другото, представува и материјален доказ во евентуална постапка за утврдување на кривична одговорност. И во Министерството за култура, и во други институции присутни се и Државната ревизија, и Финансиската полиција, и јавното обвинителство, и специјалното јавно обвинителство. Тие работат во своји постапки за утврдување и на одговорноста, и на цело прекршување и злоупотреба, меѓу другото и на финансиските параметри, односно прашањето каде се парите. Штом ќе имаме доволно докази, се разбира дека ние ќе поднесеме и тужби за лоцирање на индивидуалната одговорност на одредени функционери или служби кои што стоеле и одобрувале да се прави таква злоупотреба на службена должност зад параванот на наводен национализам или патриотизам.